што е музичара, имал, му се родила љубовта на 45 години, нормално. Почнала. Да. Те носат по свадби, играш, шоро. И тоа е љубов кон музиката се раѓа. Не, сериозно, како тргна се? Па, тргна со првиот инструмент ми армоника. Стварно? Да. Што сум имал контакт со инструмент. 4,5 години бев во градинка, како зборам јас кога стварно памтам. Сум бил во градинка и татко ми дава армоника во одредена доба, таму 4-4,5. За брзо време сум ја научил химната, тогашна химна на Југославија, Хеј Словени, и на некоја приредба таму во градинка, прв настап ми е Хеј Словени на армоника. И? И после тоа армониката преде во клавир, 7 години беше клавир, па после клавирот преде во гитара и така натаму. И сега во тоа време кога не беше толку лесно и приемчиво да те научи некој да свириш гитара, евентуално да учиш од некој кој што учат самоуки или не знам, немаше професори, сакам да кажам, како сега што има професори по гитара. Кој беше твојот професор по гитара? Првите 5 песни јас ги научив, првите 5 акорди. Да, така и најчесто бива, нели, во она време. Друго е, сам симнуваш. И после тоа се запишав на часови. Професор ми беше сега покоен веќе Тони Петков. Идев 5 години, учев и класика и джез, после ново ова. И така се надоградив и си продолжив сам понатаму. Класична гитара беше избора, така? За почеток, да. За почеток, да. Добро, а потоа? Потоа и електрична, да. Потоа и бенд. И јас сме сега тука, после 50 години. Добро е што не си почнал на 45. Да. Да. Ајде се вратиме назад сега. Во времето, ајде хармониката ја апсолвиравме како тема, нели, куса била, а пијано? Колку време пијано беше или љубов кон пијано? Или тоа беше дека мораше? Си остана тоа? Не. Аха. Од 6 години почнав, таму. Значи музичко во музичко, МБУЦ. Да, во МБУЦ. И после ги стиравте нижо музичко. 6 години. Во второ деление добро бев второ место во Македонија на клавир. На пијано? Да. Да. Супер. Да. Многу вежбав тогаш, немав трема, немав појма за ништо и така се тераш тоа механички. И после дојде пубертетот, си отиде клавирот. Дојде гитарата. Да, дојде гитарата. Ама имаш и тенис на сето тоа. Значи едната приказна беше музика, а втората беше тенис. Па секогаш било пропратено со некои спортски активности. Од, не знам, од нај-бейзик некој гимнастика, кошарка, како љубов зборам. А тренирав и тенис и од спортовите во тој период на веќе се променав тогаш. Па имав некоја раскрсница дали да се вложам. Кога е раскрсницата? Второ деление. Второ, трето деление, дали повеќе да се вложам према спортот или према музиката, и сум одбрал тогаш према музиката. Не. Со оглед на талентот, добар ми бил изборот. Да. Кога бевте детака, зашто сонувавте? Зашто сонуваш, Бојан? Што да бидам кога ќе пораснам? Кога ќе пораснам? Да. Дали од тие пожарникари? Не, веројатно ништо врзано со музика. Не, јас најдов некој писмена работа, четврто, пето деление. Добра. Кај што ми е објаснето во некоја тема што сакам да бидам кога ќе пораснам. И видов дека сум станал тоа што сум го пишал. Да имам концерти, да било што да правам да биде поврзано со музика. Така да, мислам, ја не бев свесен за тоа, ама случајно кога најав некоја писмена работа, четврто, пето деление, сигурно добро е. Значи добро е тоа, внимаваш што посакуваш, може да ти се исполни. Не дај Боже. Кога дојде IQ? Која година дојде IQ? IQ? Имаше некоја формација што немаше име, па се викаше Triple Double. Да, ова е на Бојан, ваша е тоа име, да. Мислам дека. Да, ама не беше неопходно име додека не почнавме посериозно да создаваме музика. А формацијата беше Иван Сариевски, Иво Митковски, Искра Сребриновски, Бојан Трајковски? Тоа е новина. Тоа е новина, драги гледачи. Да. Што беше формацијата? Ива ви беше вам другарка од мало. Ива? Искра, пардон, да. Искра. Да. Другарка од мало ви била. Моја овие блиска. Блиска другарка. Добро. А Иван и Иво се знаеле од друг бенд? Не, тогаш во најпрвата формација беше, но тоа нема врска со денешното IQ. Добро. Него од каде почнаме работите со свирење воопшто, некоја формација за свирење. Бранко Гушич, он се знаеше со
Сариевски, па така се споевме, па после он замина. На друга страна, па место него дојде Иво, кој што веќе претходно се знаеше Сариевски, од нивната формација Mailbox. И тоа траеше до, не знам, 2000 некоја година и имаме демо снимки направени од првиот албум, одредени од песни. Првичната варијанта ги пееше Искра, беа песници на женски вокал. Тоа беше Магија, Не лути се човече, една неиздадена песна се уште што се вика Круг, а може да го види белиот ден некојаш. И која беше четврта? Аха, Возот, таа е исто од првиот албум, последната песна. Да. И потоа? И потоа? Заврши љубовта со Искра, па заврши Искра во Ајки, или тогаш не беше веќе Ајки? Не, се уште не беше Ајки. А, не беше, безимени бевте уште. Тогаш бевме безимени према Triple Double и може веќе во тој период при крај да станавме Ајки, не се сеќавам точно. Да, а вие бевте главен вокал потоа кога не беше Искра или како да работи? Добро. Да. После Искра замина пред воопшто да издадеме некоја песна и го снимавме целиот албум Superstar Wannabe. И тоа се песни да ги пеам јас. Со некоја соработка таму на Леа е на пратечи вокал на Магија. Се наговестува тука после 5 години. Да. И потоа Леа. Да, и потоа Леа, тоа е после неколку години. Да. Значи официјално прва песна на Ајки од 2007 година издадена Магија. 2007, па вие постоите од 2001, ако се точни му 2001, да, 2001 сме фатели инструменти нешто да свириме. Да. Тоа добило в некоја форма 2003-2004, 2005 веќе се дефинираат песни конкретни што може да ги крстиме по име и презиме и се снимаат дема. Од таа прва формација. Супер. Да речеме дека некаква поголема популарност, ако зборуваме за некаква, или не ве дознаа луѓето, или како IQ, беше Боби баш ми ја гајли или тоа беше како мислите дали воопшто? Храбар потек беше во тоа време, немаше песни на радио, барем to my knowledge, што одат македонски песни кај што нема целосен аранжман во однос на, не знам, инструменти, бубњеви позадина. Тоа е акустична верзија кај што има само гитара, бас и пеење. И таква песна до тој момент ја не сум слушнал дека на радио. Претходно не знам, може не знам колку години наназад, од меморија на што беше нашите слики. Иначе ретко кај нас има таква. Дека ќе ја пуштаат потоа или така се снимаме. пробија. Голема љубов према песната, мислам дека добро ни стои да ја изведе. И од која ја пуштивме немавме кузна какво очекување, ама се случи тоа што се случи. Допре баш до сите пори. И потоа седнавте да направите муабети што понатаму или не? Тргна и си правевме музика. Не, тоа беше во континуитет. Ние веќе имавме планирано неколку песни. Значи во добата со Леа беа Не заборавај, Иста патека, Сон и она пратечи на вокална на песна Do You Know што се наоѓа на вториот албум. Англиска песна не е извадена како сингл себешто. И тоа со англиски, македонски и таму имавте нешто, нели? Се колебавте дали да биде англиски или македонски или зошто баш Боби баш ми ја гајла да ја преработка дајки? Тоа беше доста несериозен пристап кон песната пред воопшто да снимаме. Се изведувавме на некои наши настапи. Некоја побара така Боби? Не. Или вие? Боби баш ме гаре, јас и Искра, исто така и со Не заборавај таа приказната, си ја пеевме уште во 8 оделение онака. Без грижи. Со ваша верзија. Школски двор, да. Кога си седевме по 5 сати да си свириме да си пееме. Тие песни ни беа така, некои што никој не им текнал да ги пее. И нас не беа хит и супер ни беа. И кога дојде време понатаму веќе да свириме и по одредени места, видовме дека тоа добро ни лежи таа песна. А таа песна е гениална песна. И тоа успеавме да го докажеме. Сега веќе починатиот автор Драган Карафиловски Бојс. Претходно луѓето имаат сватено како наивна детска песна што е супер за дечињата. Песничка. Да. И од чка стана песна и песниште, да. Сите генерации. Да. Папа, дедо, мајка, татко, внуци. Гениален е текстот написан. Особено кога попушта ќе ги вратам. Сега ние ставиме некоја поуниверзална верзија. Не можам да кажам дека детска, нити па дека нешто претенциозно да направивме многу сериозно за овој музика или оперета. А како да работите со преработки? Треба да прашаш автор, треба да се консултираш со него или не? Ние сакаме само така да биде, до сега имам преработено Не заборавај и Боби баш ме гајле.
Во принцип, може некој доколку стави дека е тоа кавер, да потенцира дека е кавер, не треба никој ништо да праша. Мислам дека го светски ред, доколку се каже кој е авторот. Да. А ние појдовме со идејата дека пред да снимиме Не заборави, сакаме да контактираме со Калиопи, за која имаме уште тогаш има многу високо мислење и не знаеше нас, и Леа и IQ. И сакаме прво да ја слушне верзијата и што ни е идејата. Да, дали ке... Да, се случи тоа и она се залюби во новата верзија и рече од мене имате поддршка голема, да. И во неколку наврати имаме заедно изведувано, кога сме свириле на исти ивенти. И она има изведувано во тој нов аранжман. Потешко или полесно да се направи? Како е? Или нема кога некоја нешто во глава музика? Да речеме преработка на песна која што има тежина или си добила некое свое место. Така? Дали е потешко? Да. Поголем предизвик е за... Добро. Треба стварно да имаш што да кажеш во аранжманска смисла, значи да знаеш дека си ја доживеал, дека си ја доживеал песната на еден поинаков начин, што стварно на некој тоа ќе му значи. Иначе линија на помал отпор. Од денешно време секој втор зима некој кавер да направи, дека ќе паднеме сите од несвест. Тоа не е така. Ови се што ми рече, знам јас се масло на свете.